Револтирани жители од населеното место Нова Колонија испратија реакција до редакцијата на Прва Скопска, дека веќе подолго време имаат проблем со фекалната канализација. Имено поради неодржувањето на пумпите во дворовите на неколку куќи им извираат фекалии и се шири многу лоша миризба. Тие велат дека овој проблем го имаат околу една година, односно откако се поставени новите пумпи кои се уште се под гаранција, но не работат. Велат дека се обратили до надлежните, од кои им било ветено дека ќе се реши проблемот, но за жал досега уште ништо не е направено, велат жителите. Нивното барање е да се ангажираат работници од страна на јавното комунално предпријатие Газибаба и редовно да се чисти пумпата, за да не се насобира отпадот. Жителите од ова населено место се револтирани од проблемот кој го имаат цела година и велат дека освен што имаат непријатна миризба во дворовите, истата се чувствува и во домовите, така што се загрижени и за здравието на нивните деца. Од школото, овде има 5 згради, тие 5 згради имаат по 10 стана, тоа се значи 50. И нашиве плюс на оваа улица 6 бараки, водата избива кај нас, пошто ние сме на најниско ниво. Краток период ги пуштија, после што стана, не знам, одиме се жалиме, интерверираме во местна заедница да ни помогнат, пошто они се надлежни за това. Што ви рекла? Се јавувале од општина, им рекле ќе дојдеме, а еве месец дена и нешто нема дојдено. А ова не е еден ден, секој ден корика тече канализацијата. Не можеш прозор да отвориш, не можеш надвор да излезеш. Култури надвор имаш нешто, ете така во дворче, не можеш ништо од тоа да набереш или да консумираш. Тоа е греота. Оваа населба, значи, уште од 60-тите години си имала одвод, довод, самите жители на населба Колонија се одржувале и со ваков проблем не сме се соочувале до сега. Меѓутоа, сега наместо да биде подобро, тука е полошо. Значи, не можеш да живееш едноставно. Мириса, грозно. Затоа што сега ќе почнат и дождови, снегови, ние, значи, пак ќе пливаме во измет, во фекалии. Тука, пошто е најниско од целата населба, значи и од школото, и од другиот дел од зградите, од куќите, сета вода, сето ѓубре, значи сите фекалии се собираат овдека во нашите дворови. За решавање на овој проблем, екипата на Прва Скопска побара одговор и од директорот на јавното комунално предпријатие Газибаба Владко Митовски, кој рече дека е запознаен со проблемот и се прават напори истиот да биде решен. Митовски рече дека пумпите во Нова Колонија не се под надлежност на ЈКП Газибаба, но денеска побарал од општина Газибаба надлежноста да се предаде на предпријатието за да може пумпата редовно да се одржува. Митовски рече дека пумпата ја има поставено фирмата изведувач Изгрев и се уште е под гаранција, а изведувачот треба да ја замени во рок од неколку денови, најдоцна до петок. Проблемот постои веќе подолг период, временски интервал најде од прилика меѓу 2 и 3 месеци. Поплагите на граѓаните се секојдневни, меѓутоа тоа не е во наша надлежност, најдиректно го кажувам, односно се уште не ни е предадена ингеренцијата од страна на Советот на општина Газибаба. Значи, исконтактиран е веќе изведувачот, фирмата која што ги има работено пумпите во Колонија, односно која што ги има поставувано, со што и во ваше присуство и вие бевте сведоци, луѓето дадоа збор дека во текот на оваа недела, односно до петок, најкасно ќе ги стават повторно во функција. Добро би било да ни се предаде тоа како јавно комунално предпријатие од страна на Советот, бидејќи таму сега моменталниот проблем е во тоа што пумпите излегуваат од своите лежишта. Значи, по интервенцијата од кога ќе фирмата ќе изведе интервенцијата, значи и кога ќе се стават комплетно во функција, односно не излегуваат од нивните лежишта, тогаш би прифатиле од страна на Советот да не ги предадат во наша надлежност, со што наша врска ќе биде редовно чистење на таа горна решетка каде што највише се собира ѓубре и смет и пумпите се запираат.
Инаку жителите со кои разговаравме велат дека населбата Нова Колонија во минатите години важела за една од најубавите и најсредените населби во Скопје, но за жал во последниот период сликата е многу поинаква. Екипата на Прва Скопска ќе ја следи понатаму состојбата околу овој проблем, па се надеваме дека изведувачот, како што вети, ќе го реши проблемот и повеќе нема да се чувствува непријатната миризба.